Добар ден, почитувани ученици, родители, баби, дедовци, членови на семејство, наставници и сите останати. Инспирирани, мотивирани од оваа ситуација на зголемување на број на заболените во нашата држава и во целиот свет, денеска ќе креираме едно видео кое што ќе користи за побрз опоравок на вас кои што во некоја ситуација ќе се најдете заболени и ќе бидете повеќе време од 3, 4, 5, 6, па и повеќе од 7-10 дена во лежење, за да може да имате побрз опоравок. Ние ќе дадеме едно комплексна вежби за раздвижување на зглобовите и стегнување на мускулите на телото кога сте во лежење, така да ќе имате прилика, ако доколку имате било која ситуација, некој член од семејство на кој што може да му го пуштите ова видео, да му го презентирате, да има корист, би било добро да го направите тоа веднаш. Почнуваме со една, речеме, положба во која што генерално при болест каде што мора да се лежи е лежење на грб, каде што мускулите се веќе инертни, остануваат, нивната намаленост се намалуваат мускулите, остануваат, а ние зглобовите се помалку подвижни, ќе пробаме да го превенираме. Ќе почнеме со раздвижување на прсти на стопалата, каде што би требало да ја подобриме циркулацијата, за да почне од кремиците, од врвовите на прстите на стопалата, кои што се најдалеку од срцето, да пумпаат и да го враќаат назад, односно да ја зголемуваме температурата и во тој дел на телото. Значи правиме 7-8 повторувања со згрчување, односно свиткување, флексија кон стопалото, кон табаните и 8 кон горе, кон лицето, кон колениците, да речеме. Од тука одиме со раздвижување на стапалата, исто во дорзална и плантарна флексија стручно, односно кон долу, кон подот, да речеме, и назад кон вас, кон телото, кон лицето. По 8 повторувања долу, горе го сметаме за едно повторување, така да малку ги раздвижиме зглобовите. Инаку на картата која што ќе ви се појави во десниот горе нају, ќе може да кликнете на видео кое што е за раздвижување на мускулите кога сте во седење. Значи, доколку е наминете оваа фаза, ќе може да ги работите и тие вежби од седење. Сега одиме со кружни движења на надвор, 8 кружни движења истовремено со двете нозе. Нормално ова може би сега ние вака здрави побрзо ги работиме вежбите, може комотно полека да се работат. Ќе покажеме само по 8 повторувања, за да не правиме 2 пати по 8, бидејќи доволно и само еднаш да направите во таква намалена форма и кондиција, но ако можете и по 2 пати повторите ги вежбите. Уште 4 натре и овие кружни движења сме ги направиле во двете насоки. Сега можеме да се потрудиме стопалата да одат на надвор, да ги стегнеме колку може на надвор, а потоа и натре да пробаме да ги допреме палците. Значи, надвор, внатре, надвор, натре. Ќе правиме динамично истегнување, генерално, но ќе задржиме некогаш и во некоја положба 7-8 секунди, за да малку дадеме динамика, која што е контраиндикативно вежбање, одење движење во услови на некоја болест, така да кажеме, но истегнување, раздвижување секогаш се добро дојдени. Одиме сега со наизменично свиткување на стапалата горе-долу, за да малку дадеме раздвижување кое што дури ќе направи движење и во колковите горе, бидејќи наизменично одиме и го раздвижуваме колкот кој што доста е користен во услови на примање на медикаментите, на лековите. Во ред, одиме сега доколку
вие можете, било добро да се свитка коленото на страна, или може раците овдека да бидат на градите, како е згодно, може страна. Малку ќе ја задржиме оваа положба 7-8 секунди, па ќе се потрудите да ја смените ногата, бидејќи на ваков начин се раздвижува зглобот на коленото, но се истегнуваат надколениците и се поместуваат колковите, така да правиме раздвижување и на колкови кои што доста нели се инертни и знаат да бидат доста болни, да трнат, да бидејќи тука паѓа тежиштето кога сте малку подседнати со полуподигната полуседачка положба или пак од примање на лекарства знаат доста да се болни овие места. На овој начин малку ќе има згрчување кој што може да се појави како крч, но ако ги правите редовно, 2 пати дневно овие вежби и тие со раздвижување на крвта, оние згрчувања кои што се појавуваат ќе ги раздвижите. Поред, по 8 повторувања би се потрудиле сега полека коленото да го подигнеме кон горе до подпирање на стопало, пак одиме назад и ќе ги менуваме колената за да наизменично ги движиме и значи доколку оди тешко, може слободно стопалото да го влечете по креветот, по душекот, а следна фаза во која што би требало да зајакнете малку ќе биде со подигнато стопало, каде што веќе ќе ги вклучите и повеќе и стомашните мускули. Пака сега покажуваме за да биде по приближно за оние каде што веќе 7-8 дена се вака во инертна положба, малку изнемоштени, а на кои што ова упаст вежби може да им значат многу. Добро. Повторихме најмалку 7-8, може 10 пати. Сега би било добро доколку можете и двете стопала едно кон друго да ги споите, колениците на надвор, не пречат, во рамките на душекот на креветот се. Вака една положба статична, каде што можеме да држиме 10, 15, 20 секунди до минутка, со дишење колку што е можно поконтролирано длабоко. Вака една смирувачка положба, но ги активира и колковите одека, се истегнуваат препоните на трешниот дел на нозете, колиците се свиткаат, стопалата се допираат и можете и со раците вака малку да подбутнете. Ако е можно за следните 20 секунди уште повеќе ќе бутнете и ќе добиете добра вежба. Сега, доколку можете, имате можност, добро било едно истегнување вака на нагоре, прстите да ги влечете со петицата на другата нога, значи активна е оваа нога како сила, отпор, а долната нога истегнува. Следното може да го направите овдека, но нормално сега изгледа десно, но подигнувањето на оваа нога која што влече, бидејќи сега се работи со стомачна мускулатура, треба ногата да се подигне, да се стави врз долната, која што се трудиме да истегнеме, го истегнуваме долниот дел на подколеницата, односно листот, трицепсот, и на друга страна, значи ова подигнување е доста важно да може да го направите и да излечите нормално, доколку можете да било отлично. Сега од тука можеме да ставиме нога преку колено и како претходната вежба да се потрудиме коленото да го носиме колку е можно подолу, а полека можеме и да со долната нога да подигнуваме за да се раздвижиме малку во зглоб на колкот. Одиме сега и со другата нога, значи истегнуваме, буткаме со коленото колку можеме кон душекот, се извиткаме, ако можеме подигнуваме и колено на другата нога и ете малку
малко истегнување и сме го раздвижили колку иако сме во истата положба во која лежиме на грб. Добро би било да ги раздвижиме малку рацете, одиме од прсти, така, можете овде како собирање и собирање и испружување на прстите. На брзина ќе покажем 8 пати, кои што може да го работите континуирано, раздвижување на овој начин со испружени и свиткани прсти. 8 пати, можете вака брзински 10 до 15 пати секако, раздвижување во зглобови на шака 8 пати кон натре, барем, па нека биде 8 и натре, и надвор, така, горе, долу, горе, долу. Иако се користат зглобовите при јадење, при услужување, облекување, сооблекување, но сепак е згодно, бидејќи циркулацијата се намалува ако не сме раздвижени. Можете малку вака и зглобовите на лактите, значи добре да ги раздвижиме и нив, да не пречиме, ништо нема да се удри, не пречиме на ништо околу нас. 8 движења, сосема доволно да ви измотивираат, да бидете раздвижени форма. Можеме вака со подигнување, како да држиме тек, иако ова е тешко, кога сме болни, изгледа како да е лесно за нас, но еве, вака може да ги направиме вежбите. Од овде, еве, стегнување кон горе. Овде како се стегнеме со прстите, кои се на долниот дел на подлактицата, и прстите се како обратно ги стегнуваме прстите и корниот дел на лактицата. Од овдека можеме малку од кај глава за задниот дел на надлактот. Да, 10 пати. Овдека вака може да истегнете од рамото на страна, секако нема да биде ништо што може да пречи на било кого и на било што околу вас, но доволно е да се истегнете. Еве, доколку лежите на страна, истите вежби, ако кажете со прсти горе долу, речеме и со стопало, накратко ќе ги покажеме, може да ги изработите. Големото исто, знам дека сигурно ќе биде тешко и ќе паѓа, но покрај тело на душет можете да го изведете ова движење 7-8 пати и така ќе го раздвижите и колкот и коленото и зглобот на стопалото. Истата вежба со свртување на друга страна, но тука нема да го покажеме, бидејќи на вас тоа нема да ви изгледа и нема да ви користи во обратен ало од камерата. Овдека исто, ова е тешка вежба, но зашто да не се потрудите, ако не може така, ќе ја подпрете позади ногата и барем до допир на испружената нога. Значи нога поставена позади на цело стопало и одиме напред, значи отвараме овдека со колкот, се трудиме да се раздвижи. Овдека позади исто, значи може од испружено да одите позади и да работите со задниот дел на надколеницата, која што не е вклучено до сега во овие вежби, но еве, на овој начин ја вклучуваме. Сосема доволно, 7-8 пати да се раздвижиме. И ете, сме дали неколку вежби. Овдека, кога рацете се во овој дел, значи може да ги раздвижувате секогаш прстите, но малку е потешко на овој начин да се вежба, но зошто да не може овдека да се свитка. 8 до 10 пати ќе ја свиткате и испружите подлактицата. Шаките може да изработат кружни движења,
кои ги покажаме во лежење, може да ги изработат сите вежби со движење на прсти, оние што ги покажавме на овој начин, со свиткани испружени прсти. Може да се истегнете напред, може да ја повлечете раката со прстите назад, да истегнете долниот дел и горниот, исто така може да го направите, така да претходните вежби генерално потешко се следуваат страна, но доколку има желба, волја, можност и овие наизменично вежби со стапала, значи може да ги направите. Еве јас овдека малку е свежа просторија и веќе дури добро ми доаѓа кога вежбам, кога сум инертен, веќе малку ми заодуваат крајниците, односно прстите на рацете и на нозете. И овдека на крај на видеото ќе имате линк од видео за раздвижување на мал одмор, односно исто вежби од 10 минути, каде што вежбите се дадени во седење, претежно се за раменскиот дел, за вратот, кој што може да го раздвижите кога седите, но за да не биде ова видео долго, ќе кликнете на видеото кое што се појавува на крај и ќе го пуштите видео за седење и раздвижување од мал одмор. Се надевам дека помогнавме колку толку и посекуваме побрзо поравок на секој кој се наоѓа во незгодна ситуација како заболен од било која болест. Гледање.